И можеме да поканиме Кейт Бела на овој прекрасен шоу. Мојот најголем непријател. Најмногу што сме се карале. Добро дојде во моето ново студио. Еспе! Кейт Бела! Поздрав, кај да гледам наваму? Кај сакаш ли да е долу, згора, лево, десно, кај ти се еве Кейт Бела, добро дојде Кейт Бела во моето ново студио. Кейт Бела во моето ново студио и како прв гостин. Како ти се свиѓа моето ново студио, Кейт Бела? Сакам еден убав коментар. Пред се вака еднаш ја и ти да разговараме онака смирено како луѓе, значи прво така да си почнеме. Добро. Студиото ти е прекрасно, преубаво. Јас само многу викам тако, сум адреналин. Ама и јас сум грлеста, ама зависи кога никој не ме разбира со добро. Си грлест. Ете така. Студиото ти е прекрасно, посебно ми се свиѓа ова зеленилова, пошто ја многу си сакам зелена Биди боја. зелен ти. Си обожавам и стварно можам да кажам стварно е најубавото студио, пошто јас сум аматер во ова. Во Македонија, така? Да, до сега ја што сум била. Што си ја право си ја и ти благодарам што имам чест да бидам твој прв гостин. То. Имаме потврда и од Кейт Бела дека го имам најубавото студио од сите. Ја знаете дека реална сум. Македонија. Кажи ми како патуваше Кейт Бела, како дали беше во Куманово или беше во Скопје? Не, во Скопје. Малце напнато патував, пошто император моето момче ми задоцни малце така поише се успа и бев малце невротична, ама се смирив, добра сум. Иначе супер си патувавме, одлично, све си е окей. Браво, баш ми е мило, фала ти што дојде. Нема на што. Фала ти. Знам дека овај лајф е долго очекуван од страна на сите. Така е. Како што знаат сите, ние бевме едни големи ривали. Да не видат малце она. Да не видат малце. Да не видат малце во нормално светло како што кажа. И мислам дека е време да си кажеме зошто сме се карале, кој прв почна, да си се извиниме еден на друг, Точно. да си се смириме и од тука понатаму да соработуваме заедно, па не само сега, па и понатаму може да не гледаат заедно во некој шоуа, во некој лајови ќе ми бидеш гостин, ќе бидеш со мене, ќе водиме, Ова не може да биде емисија, кај мене ова е. Шо може, како да го наречеме ова кај мене вака? Па една лабава дружба. Лабава дружба? Лабава дружба ја би. Или грлеста дружба? Па се зависи, некогаш лабава, некогаш грлеста. Грлеста. Зависи на кој мод е човек. Свиси е тоа од енергија и од такви работи, така да све зависи понатаму од нас. Или башибозук. Или башибузлук, или шашмаш. Шашмаш! То легендо. Кажи ми, дали гостуваше негде друго место освен кај Боки, после Боки? Кај Марио Арангелковски. Не, тој е пред Боки. Не сум, после од кај Боки не сум гостувала, кај тебе сум сега. Ти некако кога што гостуваше кај Боки, ти нешто се промени. Што се промени во тебе? Во кој смисол? Па не знам, беше некако по грлеста така на TikTok, пцуеше. Ама не, тоа беше фаза. Нешто се промени со тебе. Ја у принцип не сум таков човек каква што сум на видеата. Тоа беше фаза и сега она што го рече ти кој прв почна, ти прв почна. Јас со тебе почнав. Како почнав? Па така, ја почнав. Ајде подсетиме затоа што јас имам проблем со меморија. Многу си млад за тоа. Многу... Па 26 жени, бе, брат. Да, ме мрдна ја со жени. Жената го пикна ѓаволот во уши. И ќе ти се блокира, да ти кажам. Од жени се блокира мозок. И сега да се вратиме на она прашање. Ти прв почна. Како јас започнав прв? Што направив? направив? Јас се објавив, како што реков, исто и кај Боки у емисија, еден крак ми се деси, онака, као луѓе, видете шо ми се деси. Као на вас ви се обраќам сите и ти ми нудиш на мене лайв да имаме јас и ти, ја поима немам шо е тоа лайв, не знам како да се уклучам. Вака, јас те пратев тогаш тебе, викаше, урлаше во Да, тоа фаза, беше, не знам, некоја психоза, во некоја психоза беше. И па тоа се вика блага форма на нервен слом. На нервен слом, Да. точно. Јас ти пишев на TikTok, јас тоа го признавам, ти пишев, ало, тука си, дај да направиме нешто интересно во на ти издаја од многу пораки не можеше да видиш мојата порака и сега така ти пишав неколку пати и ми врати ти
ти побарав телефонски број, ми даде за да душа, Точно. ти се јавив на WhatsApp, ти Така. понудив да дојдеш кај мене на лајв да направиме шоу, уште во тоа старата соба кај што бев. Ти тогаш не знам што ти беше, па пари, па 5.000 евра, па ова, па она. Не, ти ми рече да снимиме лайв и ја поима немав што е тој лайв и утре ми рече утре дента ќе се чуеме за концептот, а ја тогаш ми ја виде фазата иритантна каква ми беше, баш кај не се разбирам во социјалата и ти тој ден мене не ми се јави. И ја онаква иритантна, викам, чекај сега, што е проблемот човеков? Он ми се јавува, он ми нуди на мене лайв и на крај он не ми се јавува, пошто ја не ќам несериозни луѓе, јас сум човек од ти збори сакаш од дело. ти се даде И збор. ти наеднаш од нигде никаде, пошто ја не ни знам што е тој лайв, ја па дури си се дотерувам, си мислам дека у кафана ќе одам, ме разбираш, пошто поима немам што се дешава и ти ми се јавуваш после у 10 сат и со иронична енергија, пошто јас имам високо ниво на емоционална интелигенција и преку ова компјутер и преку телефон осеќам. И одма и затоа знаеш како се бранам едноставно. Се браниш, што да. штип. Тоа ми сам, знаеш како сама жена со Бога, фала му и нормално. Она никогаш некој стварно која ќе сака да ти пружи рака, ти се од неа одбраниш. Ако Да, ме разбираш. ти мислиш дека со тоа те понижува. Апсолутно, Да, и јас сум се осеќал. и ти ја имаш, пошто јас сум те проценила, и ти ја имаш она иронија, валјда си изгорен во животот, како и ја, ме сваќаш, и ја тоа го осеќам, и ја ти се враќам, али генерално, нели како највише се мразат, не, ја не сум те мразала. Нит си ми бил непријател. Непријатели, оние таму што ги ставав на рединка, иначе нема зашто ние не сме се разбрале Јас прв после тоа кога се спушнавме ти ми побара 5.000 евра нешто она. Да, ама тоа Јас биш. почнав после Не да ти 5-3, не ги пренагласуваме, Да, 3 ти 3, не побара. знам колку изима. Да. И после јас ти се обратив на лајв со ти треба да одиш во Матава. Ама чекај, за кога ми се јадарче. јави приватно, дал тогаш ти барав 3.000 евра? Памтиш дека ние се чувме еднаш приватно и јас Да, се ми согласив, рече. лайв, нормално, Ама после бесплатен. кога ти се јавив, после па ми рече, И па, што у 3.000 мене евра. производиш, тоа следува, не дека ја буквално јас ти се 3.000 евра. извинувам за тоа што ти Прифатено, реков прифатено. да одиш да работиш во Матава за илјадарче. Ето, Јас ти се тука, извинувам, еве тука, јавно, знаеш, што ми види. направи един тука ме одлепи. шахмат. Ме одлепи и за тоа беше тоа. Иначе немам ништо против ромите, јас си се Иначе дружам ти со роми, воопшто нема врска не си тоа. жена која што треба да биде пред Матава, ти си супер жена, симпатична и во живо, имаш преубава енергија. Ти благодарам, Едноставно си исто и ти. перфектна жена. Па валјда Топ. нема до толку да ми одлета паметот таму да отидам, ако ме видите таму да и обесете ме, тогаш сум отишла нешто скроз. природно укура, да ми простиш на израз. Значи дабл нервен слом имаш тоа, тоа. да, тоа, ама мислам дека нема да дојдам до таму, така да имам преголемо его за такви работи и мислам дека го усети тоа дека тука ме погоди и ти се сипав како питбул, али генерално немам лошо мислење за тебе. На оваа возраст си доста успешен, доста паметен, доста си благодарам, ти интелигентен. благодарам. И сега рчкало си, чепкало си, се закачаш, ироничен си, арогантен, знаеш да бидеш, што е нормално, тоа е еден Ама види заштитен сега, во штит. Македонија не го сваќа тој маркетинг трик. Така, Разбираш? така. Колку се рчкаш со некого, колку тој ти возвраќа, ти си то појќе во центар на внимание. Значи на Точно. центар пажња си ти то појќе. Значи колку се збора за тебе, колку си спомнуван, толку си појќе попопуларен и по како да ти Без кажам. разлика дали во- си на за внима- добро или за да, лошо. Да, иначе да, јас да. вака некој што рчкам или што зборам за некој, јас не го мислам тоа стварно. Така, Јас така. пробувам да направам со него некој маркетинг трик, разбираш, да ми врате, да му вратам, па да имат луѓето што да гледаат, Така, разбираш. така. Може би нешто ќе му изрокам фристайл во моментот, курво ова, она, ама не, Ама курва, и нема, не го јас мислам. сум ти Тоа, гневна во тој разбираш. момент и само размислувам на тоа што си ми го кажал и јас за сивети се фаќам тука, Да. значи. Ама јас не знам што ти беа тебе сите роми криви. Не, кој роми? Ромче! Па што е? Роми, Па, ова, она чекај, спомнуваше. Ром си. Да, ма ти како ми викаш, Риткич, Рит. ѓоп ти неден! Чекај се, леле, чекај. Она што го викам јас. Луѓе кога навредувам онака вулгарно, моите зборови се малце. Викај Буки у емисија, истото го прашав. Буки, дали, еве тебе ќе да прашам исто. Која е поголема навреда?
Пред МТВ знаеме кои стојат. Значи позади грмушки се пикаат таму, а мене стварно еднашка ми се дупна гума, значи пред МТВ. И стварно имав еден таков процес да гледам, ама морам да кажам јавно дека тоа не беше тоа беше само еден одбранбен систем. Така да, пред МТВ, значи кој стои? Која е поголема наврада? Наврада мојата што ќе стојам јас пред МТВ и еве сум тука, стојам пред тебе и зборам, дали мојата уста мириса или мириса на ванила, на убав мирис, на фино, на ете, така признај, значи, сега дали мојата наврада е мала за твојата што сум ти рекла Ромче, за твојата што ја автоматски рачунај сум курва. Така пред МТВ, значи тоа е голем збор за една жена. Така да еве јас ти се извинувам за навредите, да си се смириме, смир до година смир. Не само мене, треба да му се извиниш и на другите ромчи. Затоа што имаш многу фанови роми кои те сакаат. Имам затоа што и јас ги сакам, јас се дружам со роми, јас си снимав некни лайф и тебе баш те бара, викам Ритко, дојди сега да видиш ти што ми збориш за ромите дека јас не ги сакам. Си снимав, јас се дружам, доста клиентки имав роми. Поздрав до сите роми, I love you, значи јас живеев во ромско мало и бев на сите ромски свадби, дури еднашка морам на кратко да бидам, сечи ме ако претирувам. Не збораш и што сакаш, овде мене нема. На ромска свадба отидов во хотел. Овде можеш да псуеш, да бе што сакаш. Не, ми псуам, фина ќе си бидам, ако ме изнервираш, може да се запсујам. Може. Ама не тебе, онака да речам, ма се у пичко материна. Ма се у пичко материна. Имав прилика, значи, да одам на една ромска свадба, кај, пошто живеев во ромско мало, бев мажена и многу се дружев, така да многу погрешно. Не, него живееше во ромско мало. Значи, и свадбите ми беа прекрасни, јас бев присутна на секоја свадба нивна. Сега одиме на свадба, ме кани комшиката во хотел Париз во Шутка. Супер, јас некоја ќе одам на ромска свадба, сакам да видам мадет и како што. И доаѓа пауза за вечера, значи крајста, ќе пукнав тогаш и вика и почнува. Тетка Германија 4000 евра. Стрина Швейцарија 5000 евра. Чичко и му викам на муж ми мажена бев тогаш у брак. Никола станувај да си одиме одмо тука. Пошто ние комши бевме колку 150 евра. И кога почнаа да читаат, ама добро, после се нели ублажија поклоните, они валјда прво на овие поголеми веќе читаат. После отидов на КН да играм, ми доаѓа, вика, бегај ти од тука, ти мажена си, тука само девојчиња играат. Така да, секоја почит за сите роми, ве обожавам, вие сте многу топол народ, немам ништо против него имам, тоа го кажав. И топли се ромките на некои места. Точно. На некои места се ромките најтопли. Сега тоа вие си знаете, тука не... Јас како ромци кажувам. Како професионално сум видела, пошто работев депилација и на ромки, ама не е професионално да кажувам. Чекај, ти му ги тргаше влакната? Да, и влакна тргам, јас сум и козметичар. Дали имаш видено ромка, ама да е бела на тој дел од телото, да е розова? Имам. Имаш? Да, имам депилирано невини ромки што топрва треба да се мажат, да. Значи што топрва треба да му се дупни вентите. И прв пат ги депилирам, значи за онаа работа, па ја испраќам дури на таа работа, така да немаат сите ромки, она што викаш ти, ај сега она мивцано кременало. Не. Види, секоја една жена има такво нешто. Има, точно. И јас тако вид на вагина многу мразам. Тоа е боја. Што би рекла ја вагината по боја. Од двака едно како што има како муциња има двака назад. Да, ама тенки, не се дебели онакви. Не. Да, и малце размак. Јас сакам прибрана да е, прибрана. Да, скоцкано. Скоцкано, значи цела убој Кој што ти те разбирам што сакаш, да. Па јас на 50% ако не поише во Скопје вагините им ги имам видено. То легенда, то. До моите клиентки, супер вагини, мислам, окей. Сега уште се бавиш со тоа или? Не, сега со ништо не се бавам. Еве вака изигравам циркус по социјалните мрежи, не никогаш Касандра да ја будат со ножеви. Која мори така? Она на Ранду и на Луј Давид што беше. Она што ја буде у циркусот, тобар ти мал си не си ги гледал тие серии. Ти си од времето на Маша и Медвед, добро ви.
машки па не, валјда не депилира. Не. Стриктно само жен. Значи, еднаш као онака седиме со колешки надвор, пиеме кафе и ми доаѓа едно машко и ми вика дали депилирате мушки препони. И ја викам, не е проблем, ама од кај ми викам, само чекаме да ни стигне држач. Да. Иначе како ќе се манда од лево на десно, ме треба разбираш? некој да му го закачиш. Не, да сега тоа и кога ќе стигне држач ќе ви се јавиме. Или дој си викни мене ако мислиш можам да замислам што ќе ви се деси таму ако ви се Ќе му го пукне лента. држам. Цело јајце ќе ви отиде бе брат, како тоа цело јајце отиде со се лента. Немојте мажи да такви експерименти да правите мој совет. Значи ќе си останете без јајца. Што се сега ќе речете оваа пак безобразна не е безобразна, тоа е вистина. Енергија фусте, да. Сите фолоу, шернете го. Видите, вие од TikTok доколку сакате да само извини момент. Вие од TikTok доколку сакате да продолжите да гледате лайв заедно со Кейт Бела ќе биде лудница, влезите на kik.com kik.com Ritko MDFK, влегвајте на Google, преку Google или преку Safari, вие си одбирате kik.com Ritko MDFK, моментално имаме 2906 души, влегвајте сите на Kik и продолжуваме. Можам мајков да пушам така? Да. Ритко? Можеш. Ајкос. Да се навратиме, малце да запознаеме Кейт Бела. Речиме, од твоите 6-17 години. Кажи ми ти, на колку години се омажи? Јас се омажив на 21. 21. Да. А кога губиш невиност? На 18. На твои 18 Да. години. Со истиот тип што го земаш? Не, има врска од 2 години. Изгубив со него невиност. Мислам, ти сакаше да си ја дадеш невиноста на тој тип или беше фатена и... Не, јас си го сакав, прво идевме една година, пошто тоа време не беше како ова, значи одма тоа све на изволте. Тогаш не ви беше толку битно тоа да го правите? Да, што го имам ја едно видео, тогаш чекаш месец дена за цицка да те фати прво, па месец дена за гз да те фати, па аудур те фати, па ќе пиштиш, па ќе вриштиш, па ќе се... Што да ти кажувам, сега тоа одма ти е на изволте ти е све. Значи, година дена бевме во врска, последна година изгубив невиност, немам лошо искуство со моето губење на невиност, не се кајам што со него сум изгубила, си го сакав дечката, јас сум лепак за пие, после ми се... Што мислиш сега за овие чупчиња што губат невиност на 5-16 години? Катастрофа. Многу нездраво. Затоа во денешно време ник не имав расправа со не расправа, него онака за добро некогаш јас знам и да ги сурово навредам, не со погреден збори со валка, него со вистината, онака седам со едно дете ќе се пронеде да него именувам. Овака, значи има 18 години брат вака седи. Вака не може да се исправи. Значи не може да се исправи. Децата се целите испоискривени, затоа што водат нездрав живот, затоа што се цело време пред социјала, згрбавени. Во наше време ние сме поздрави деца, тогаш треба да станеш, да ги запалиш патиките, да отидеш пешки до кај Ритко, да тропнеш на врата, па Ритко не е дома, па отишол кај баба му, па да станеш, па кај баба му да одиш да го бараш, па све тоа мозок, размислуваш, семафори имало, лево, десно, сега ова се хаос, па уште за секс спремни ми ти била. Види, сега тие многу овие малолетните чупиња што се на 15-17 години, се во некаков филм. И јас сум против тоа, разбираш, ама тоа не можеш да го смениш, затоа што како доаѓа пример 2026, 2027, 2028, како тоа му го прави системот и начинот на живот, разбираш? Затоа што сега само се гледа само TikTok, сега се гледа само не знам. И тие кои ќе видат дека некоја има пример пирсинг на папукот или носе танга или е секси, разбираш, или прави вака со газот, кој ќе види тоа девојче 10 такви на TikTok и тоа го прима во незиниот мозок дека тоа е нормално, дека тоа треба така да е и треба и таа таква да биде. Земат пример од другите, разбираш? Да. И моментално е се катастрофа, само се мисли на секс, само се мисли на дупење, на Snapchat се сликат, дрога треба обавезно, треба таа е многу сега актуелна.
не збораме за овие тешките дроги, збораме за ова натуралната билка што расте. Во ред, јас немам ништо против некој што пуше трева. Меѓутоа се премали. Да, премали се за да го конзумира тоа, уште мозокот му се развива. Точно. И со тоа тие самите што пушат трева, тие си го уништуваат мозокот, мое мислење. Свесно не можат да се понашаат. Многу е битно да се изградиш како свесен човек. Точно. Како непорочен човек, значи да се изградиш како човек, како карактер, да се вработиш, да си фатиш дисциплина. После ќе ти напише една чашка ракија која ќе го оформиш сето тоа, например, или напише едно пивце, или испуши викендашки 2-3 дима джоинт, мислам, ја немам предрасуди за да ме разбереш. Меѓутоа децата во денешно време на 13 на 14 години знаат многу повеќе од нас, се дрогираат со апови, со одвратни други, пошто јас имам доста комуникација со младиот свет, у сексови се катастрофални, неискусни, а они сексови, тоа е све од што време дојде Ритко и Кейт Бела да солат памет. Па види се, јас ќе ти одговорам на ова што го напиша. Немој ти да мислиш дека некој кој што се на висока функција или са некој кој што се прават паметни пред камера, затоа што ја и Кейт Бела пример сме биле пред камера, говна јадеме, пцуеме, ова, немој ти да мислиш дека ние немаме мозок, бате. Ние сме улична школа, а знаеш дека уличниот факултет и уличната школа е најскапо во животот. Точно, џабе. Ти не можеш повеќе од мене да знаеш, може јас немам богат вокабулари, не сум културен момак и сето тоа, ама знаеме брат да ти ебам матер. Верувај ме, знам кој може да ми еби матер, кој може да ме заебе, што може да ми се случи на улица и ред други работи, а ти теле, не знаеш, прв пат издегуваш на улица, не знаеш ни кај тераш. Ама не смее да излезе на улица, пошто ќе му се деси крак. Немој мене да ми кажваш за солење памет, јас сум поминал све низ животот. На мој 18 години сум бил сам остаен во Европа, сум шетал Франција, Германија без пари, сум просел, не знам што сум правил се. И види бате, кај сум сега. Разбира, затоа ти немој мене да ми збораш дека Кейт Бела и Ритко дојде време да солат памет. Да, јас треба точно да ти солам памет, затоа што како се вика? Затупени се во денешно значи не слушај гаталец, слушај паталец. Да. Исто е така Затупен народ, за жал. Исто ми е и Кейт Бела паталец во животот и се мазиш на 21 година, така? Да. Добро. Да. После, ајде на колку години добиваш првото дете? На 22. На 22 ја раѓам кирка ми Нина, на 26 ја раѓам кирка ми Марта, млада се мажам, за моето, пошто ме праша на 17 години што правев, работев, се грижав за моето семејство воедно. Значи, за тоа утом потом, значи, цели 11 години сум во брак, градев таму кај таа куќа, во таа куќа кај што викам дали ја ви личам на наркоман, еве и овде ќе го кажам тоа. Парите си 70% ја изградив. Јас таа куќа во тие 11 години, пошто сакав да имам нормални услови за живот. Со тоа што се разведов, јас бев старател на моите деца, 8 години ги чував ричи си сама, 6 години живеев во кратки црти, значи еве тоа патешествие, 6 години живеев под кирија, сега сум си во свој стан и после 19 години и мојата помала керка од 15 години, моите деца преку ноќ не ме сакаат, ме оставаат и јас сум во тотално бунило и така искача тоа видео дали јас ви личам на наркоман. Дали ти си се дрогирала? Значи, јас не. Искрено... Дали ти личам на наркоман? Не ми личам на наркоман, ама дали си пробувала некој други во тоа? Погледнете го моето лице. Погледнете ли моите очи? Ти си топ женска, погледнете ги симпатична, преуба си. Ти благодарам. Не, истото ќе го кажам и кај тебе, како што го кажав кај Марио во емисија и си стојам за тоа. Значи наркотици јас сум пробала марихуана на 35 години прв пат. Јас како девојче сум мислела дека тие што пушат марихуана се наркомани. И сум се плашала. Не, за мене не се наркомани. За мене јас така сум мислела и си признавам. Значи толку сум била затупена што сум мислела дека тие што пушат и се наркомани, доколку сите сме наркомани, доколку удиме све со голема количина, ти да испиеш јапчиња, 10 си наркоман и 10 крема надледи за да си наркоман, ќе цркнеш. И така да и 10 джоинта да пиеш
Точно. На 35 години пробав прв пат марихуана, кога мојот мозок беше свесно оформен. Јас имав дисциплина, ја родив деца, ја ги чував нормално, како но честно, значи со честно заработени пари, се разведов. Таткото си правеше што си правеше, поздрав Николче. Поздрав Николче, иако се имате карано јавно вамо таму. Зубите ќе ти ги скршам ако те видам. Зошто? А зошто? Не, ништо бе, супер си е сега како ајкула. Топ си е сега. Ама Сега си е зошто би супер. му ги скршила зубите? Па зашто со мои пари си ги направи. А, Па со мои пари ги направи. Па Ќе му ги крше зубите затоа што со незини Па со пари ги мои пари направи. во град ги направи Респект, шо? респект. Дали си да не платила алиментација за децата? Добро, осум кога години? настануваат вашите проблеми во бракот и зошто се разделвате и зошто доаѓате до ситуација твоите деца да се откажат од тебе? Чека сега ме полека, чека. Да кога доаѓаме во ситуација да ни Значи проблеми почнуваат, па доаѓате да се разделите, па децата се откажуваат од тебе. Ние всушност си имавме цело време проблеми. Не проблеми да се колјаме, да се вреѓаме, да се тепаме, бидејќи јас тоа не го дозволував да го гледат моите деца, значи сум си приќутувала. Иначе јас си бев такво воспитано дете, 11 години домакинче си правев зимници, си перев, си пеглав, Переше си на носев рака? деца, да, Значи, си вака. чевриев, пеглав на Како? деца, вака го ќе фатам, па немам овакво и во ова ми падна, Добро са ногте, осте ногти. Корнам све, ама знаеш така е плувала, вака ама затоа не сум вака згрбачена како на детено никни вакво беше. Викам ти брат, Значи ако готвење, полюбиш, мотвење да го нахраниш све, мажот. ајвари паштета дури правев. И туршија правев и расолница, изделка правев и одев на работа и носев деца у школа, у градинка и све тоа. И решавам да се разведам од кога гледам дека јас и маш ми функционираме формално и не се сакаме воопшто. Децата више си растат. И уседнувам. Значи вашата љубов премина во навика, Да, он си имаше свој некој па свој од навика таму, во да. проблем, па во мразење. Точно. Немало мразење, туку Па еве чим сакаш да он му ме ги кршиш мразеше. зубите. Па сега од кога он ме мразеше толку време, ја не го мразам, него само ќе му ги скршам забите, пошто има вишок пари на џокери имам. Околу 13-14.000 евра треба да плати, така да имам џокерчиња. Може 3 вилици може да ставиме. Не е проблем. Или да си плати алиментација. И сваќаме дека нели он е млад, јас сум млада. И Млада, значи, па млада на наста. 29 години се разведов со тоа што 3 години имавме формален брак. Дали од секогаш вака си била слаба? Од секогаш, да, само кога бев трудна, бев ван 18 кила од ова како мечка. Дали имаш слика како би изгледаш вака на твоите 25-6 години? Да, имам. Може да ми Имам, покажеш? да. Ајде да видиме како Сега. изгледа Кейт Бела на незините 25-6 Чека години. да се вратам на стариот профил. Да не си препичка, мори таму. Па, бев. Беше? Сега да се разбирам. Па што ми фали сега, па и сега сум. Па добра си Да. сега, ма са добро. Не се Младо давам. е младо. Не се давам. Младо само си било крцкалче, мори. Така е, да. Чека само да се најдам, Катерина. Таму си било крцкалче. Крцкалче, Ела бре да. ваму ти, шо се заспа таму? Ела ваму до нас. Види ја Кейт Бела, ја знаеш Кейт Бела? Кај си бе, Аметче, бе. Ништо, Аметче мора да правиме еден вакво станд заедно. Ја вчера те гледав, те пократи ти пратев, ја и ти знаеш како што можеме да направиме. Она со денсовите. Те погледнав на улица. погледав Чека се. Смеј се ти, Аметче, фстаче, ти си тоа ти, јас те љубам, Аметче, смеј се сега ти, тириририрiri. Што го пееш си? На Што ми викаше, имав една другарка, сега пак да ни почнете, Катерино, едноч си циган. Бебо, види го, му светнале очињата, да. Чека, Катерина, како се презивам? Бе, ја не знам со ова презимиња, на кај слушал сум. Шубе буци да имаш. Чекај. Имаш комплимент од Амет. Повели Амет, не те чув? Буци да имаш. Како? Буци да. Ај, буци да имаш! Мала ти, Амет, мала. То легенда. Чекај се, ти најдоа ли тебе вчера, девојка? Амет тука колку на лагер ја пред да дојдам. Ове не сум стесен, че ни за жена. Еве сум, чекај. за жена. Ни за ништо речи. Чекај се, ти како што те чув се разведе од Нериман? Јас? Да. Ќе дојдем и до тоа. Ајде сега.
Еве сум чека. Да те видиме са ти. Еве сум, аке добро. Чека, овие сум тука малце. Еве сум тука на 29. Со ќерка ми Нина. Еве сум со Марта малата. Тука имам 29. Чека помлада. В кревет овде. Не снима в кревет. 29 в кола. Ало, молим, опалим те, уголим. Ја викам уколим. Еве сум 28-9. Чекај. Чекај да ти ги вратам тие најмладите, еве. Да се вратам, пошто ми е стариот профил. Да се вратиме на корените. Ај, ќе ме вратиш у младоста сега. Ама јас сум уцутот на младоста, еве сум. Овде, Да, овде сум 26 години. икона. Да, многу бев убавка. Видите ја На колку години имаш овде? 25-6. 25-6, видете Да. на 25-6 години Кейт Бела. Препичка, реално. Ми личиш овде на некоја американска пејачка. Нешто. Дали се носевте во оваа време, онака како со краток струк овде панталончиња, па папучето ви се гледа. Да, кога бев помлада. Да. Чизмичка, па оние наочари широки. Сум се Па носела, се да. сликавте вака нешто. Не сум се сликала така. Или вака нешто, како се сликавте? Не, аз сум се носела со краток струк, нели тогаш се носеа помлада кога бев Да, панталони краток со струк. крат фармерки. И сега и на мода се враќа старото. Точно, да. Краток струк сум носела, гол стомак и ден денеска носам, Гол ако имам стомак. 2 деца, па Немаш да. пукнатини на стомак? Немам ништо, да. Немам, затоа ми се може. Имаш она еластична кожа. Да, и вежбам. Се И чувам. вежбаш. Се Ама чувам. ти кога си останала трудна си имало мало стомаче До сигурно. 6 месец не ме приметуваа, дека сум Дека трудна. си ова Да. малце слабичка. Мали, затоа тешко Колку раѓам. кила имаш? 57. 57, со се Да, кревет со се се думне. кревет. Со се кревет. Значи овај новиот дечко си игра со тебе како сака. Абе, калапче. 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 Те мести како... Да. Дали го сакаш сега новиот дечко? Уствари, ајде да се вратиме сад на тоа што сакавме да збораме. И како доаѓа децата да се откажат од тебе? Што се дешава? Зошто? Мора да има причина. За да има чад, треба да има и оган. Не знам. Еве сега ќе ми се зачудиш, ама не знам и ден денеска не знам. Тоа ми е една многу чудна, затоа мене ми се деси нервен слом тој период. Ќе се вратиме на тој период кога искочија видеата, пошто точно тогаш се деси све тоа. Значи јас работам 27 години, јас работам. Она под дисциплина од сабајле до вечер како колористичар, како фризер. Преку ноќ бев избркана од работа, значи преку ноќ моите деца почнаа да ме праќаат на невропсихијатрија, дидам, на психијатар да се проверам. Значи си игреа куро со тебе. Да, нешто се случуваше, преку ноќ моите пријатели сите ме предадоа, јас тоа е стварно вистина, таму што го зборувам, сите могучи пријатели, со семејството имаше период кога имав службен контакт, значи мене ми се дешава крак да доживеам преку ноќ, значи и тоа да биде све поврзано, да не ги споминјам по имиња, пошто може да ти пратат тужба, мртва мачка, ја знаете сите кај што работев газдарицава моја, поврзана со мојата ќерка и наеднаш преку ноќ ти си најпаметна, ти си најокей, тој салон функционираше, ќерка ми работеше таму, значи големата, децава секој ден беа тука, и јас ги чував, таткото не ги чувал кај мене беа и они преку ноќ си одат од кај мене и ми викаат мама мораш да одиш на психијатар, затоа што ти не си добра. Па како оние доаѓа до тоа, како доаѓа тие дека, мислам како тие доаѓа до диагноза дека ти не си добра Вака, и те ќе се праќаат на вратам. психијатар. Што правеше ти? Мора нешто да не, правиш. вака, ќе Пример, ја фаќаш столицата, ја продаш дома. Не, Што слушај, правеше? ќе те вратам сега на тоа што ме праша, уште првиот пат кога имавме јас и ти диалог, нели, као имаше кажано, не диалог уствари, ти ван мене имаше кажано ќерка и ја проверува дали е, нели, невина. Да, сакав јас тоа да те прашам, ама сега не да. знам колку ќе ти беше згодно да го одговориш. Јас имам лично слушано видео кај што ти му велиш на трти се, па ја проверваш, са не знам дали во Шупагот или каде, не е тоа моја работа, ама зошто тоа, како доаѓа, кој те снима во тој момент и како тоа се публицира И јас јавно? лично го снимам тоа и еве за да се надоврзам на тоа
како ме оставаат моите деца, пошто ја генерално цел живот имам проблем со негрижлив татко. Ќе бидам тука кратка, пошто Тогаш керка ти си дојде дома касно или нешто се Не, мојата керка ми излажа тогаш дека пошто она одеше на театар, дека ќе оди преку театар во Охрид, значи да глуми на представа која што веќе јас ја имам гледано истата таа представа и дека Црвен капа. Не, како се вика, се заборив представата, нема врска, небитно. И дека треба да глуми во Охрид, па не ни била представата. Цел викенд дека ќе платат 5000 денари и дека ќе ја глумат таму предедбата. Ја вика, мако Нина, оди, ти си млада, 18 години имаш, ќе си земеш 5000 кои ти ги дава за себе да си имаш. И добра, јас дознавам дека мојата керка не била, значи, во Охрид да го била со некој маж. Не, туку била на друга работа, преку некоја агенција, преку Хотел Парк, ја не знаев што значи тоа, да биде ескорт девојка. Нешто како мтава. Ја не знам, ете така, ја не знаев што значи тоа. Сега ескорт ти значи сега знаеш што. И она на мене ми го кажува дека ќе оди да глуми на представа, јас дури давам пари за тоа, последните пари ги давам, пази се колку на мене ме повредува тука. Таа возраст е девојчиња. И ја дознавам дека она нели мене ме лаже, ја седнувам и ја прашувам, Нина, раскажи ми све, како било, дури дознавам да не зборувам јавно, пошто за настаните сите тие 3 дена таму цел викенд, што све се случувало. Значи ја тоа све нормално дека ќе се растараскам. 3 дена ја немаше? 3 дена, значи 3 дена. Она ми се јавува таму. А чекај са, таа ако било 18 години, ти што има да ја проверуваш дали е не? Ритко, дали мислиш дека децата денешни на 18 години се спремни за вакви искушенија што сега ги доживуваат, пошто има многу загрозени девојчиња, какви да ме сметаат мене, има премногу загрозени девојчиња кои што не можат да искочат од тие јами, да ми простиш. Јас на керка ми, ако не делував така сурово и ригорозно, за некоја среќа она се спасила овој пат. Значи била делала флаери во Струга, не знам таму што правила, демек таму и кажале што е работата, така демек и таму ја излажале. Добро, ова што го кажуваш, ќе те поддржам. Дали е добро ја да ја проверам или надвор да ја проверат. Така. Ме разбираш, и тоа малце нека и биде како ја не ја тепав. Моите деца не се тепани. Ја не сум насилник, да се разбереме. Ако ме гледате вие мене по видео секаква, ја не сум насилник. Во денешно време родителите немат доволно време да му обрнат на своите деца внимание, па му губат невиност на 15, 16, 17 години, па одат со повозрасни од неа на 25. Затоа и кај момците, затоа има феминизирани момци, зашто ги Јас сум сведок, лично сум јас сведок, еве овде Алексо е кој што сега да мораме да те спомниме кој што пишеш со милион женски и јас сум сведок на тоа дека тие како му се понашаат него секси, мекси, па му праќаат некои слики погакички, па ова, па она. Јас сум страшно во чуд каква е денешната генерација. Значи не знам како да му помогнам. Извини Алексо, ама сега во таква тема дојдовме со Ела Алексо, сега не бегај ваму сега. Види го се не смее. Не можеш да им помогнеш и нема да биде. Ела ваму. Па шо са, тоа се знае дека си ти курвер, са млад си ти 16, 17 Па добро, сега на оваа возраст па и нормално е шо. Ама не е за него е окей, тоа е машко, ама да учињава бре. Кај му се родителите бре, Кейт Бела? Па родителите, значи тоа е тоа, нема грижа за децата, ритко во денешно време секое второ дете не избори. На логопед оди. Јас кога работев во фризерај, логопедите да знаев, викам логопедке бев, логопедите највише работа имаат. Не збори и не знае да каже дека му се сера на школа го учат на 6 години им ги враќаат дома, бе ова уште ти се сере угаки затоа што најлесно им ја на мена. Плаче. Вришти на телефон. Ама тие самите си зеде благо, мамет си зеде благо. Еј, давај, јас да ве услушам, доколку сакаш малце да ми се заблажиш оде. Може, ајде, со среќа нека ти е уште еднаш новиот стан, новото студио. Значи, не знам, јас сум во шок, ти викам, од оваа генерација моментално што се дешава. И, види, машките не ги окривувам, сега ќе ти кажам и зошто. Затоа што девојчињава сакат да бидат принцези, да ги гледат како принцези, а ти од самиот старт, кој ќе се допишува со некое
некој дечко, она се представува како курва и како лесна ефтина роба. Затоа што кога има ефтина роба, има и муштери многу. Например, са ова што го носиш, ако е, извини сега, 100 денари, ќе дојдат милион души ќе го купат затоа што добро изгледа. Така си, разбираш? така. Сега тие се сами виновни, ќе ги зебат и после ми го скрши срцето, не можам да најдам некој нормален. Па не можеш да најдеш некој нормален затоа што ти не си нормална. Не можеш ти да бараш нормален кога ти не си нормална, како прво се однесуваш на социјалните мрежи, го сликаш газот, ги вадиш цицките, па се снимаш со она песната, мала чикитите, секс. Како не му е срам и блам прво на низините родители да го видат тоа видео, па да ги фатат да ги претепат. Искрено јас имам две ќерки и сачувај Боже тоа да го прават. Не се со мене, не ми ги даваат мајките му да ги гледам, не знам зошто, ја ги барам. Еве јавно ако го слушат ова, јас сакам да си ги видам своите ќерки, да ме ги даете да си ги почувам. Не ми ги даваат, не знам зошто, ама фала му на Бога имам моментално дома син, кој што премногу си го сакам. Ќе дојдеме и до тоа за собериван, мојата ќерка да ми расне дома и да ми прави такви работи, мала чекитита, да се снима на TikTok секс. Ја не знам што ќе. Ма тоа дали ќе го дозволиш? Искача од со кратки панталони, ќе проба. Види ќотекот е од рајот излезе. Да, види девојчињата. Ако не разбира со збор, ќе разбери со ќотек. Точно, гледаш во денешно време ако си така ригорозен, не знам нели, сепак кај вас, али ако си таков ригорозен, еве како и јас, тоа не е ригорозен, туку тоа е нормално. Не можеш да се враќаш ти на 15 години у пица бајла. Не може да се враќаш пијана у пица бајла на 15 години и да искачаш со вруки панталони пола газ да ти е надвор од цртана цела. Не може. И сега денешните девојчиња изгледаат на она е 17, издако на 20 цицлеста, со газови, ова, она, и ќе ја прашаш колку години има, 19. И после ќе разберат родителите нивни, ќе те пријават и ти си педофил. Тачно, не си изгледа на 25 години. Еве, јас сум имал ситуации кај што се пишеле со мене малолетни девојчиња, ме лажат дека се 18, и јас си се допишувам нормално, и после ми паѓа нешто сумливо, чекаме, му велам, ти многу малечко за да имаш 18 години, ај признај ми ово, ќе продолжиме да се пишеме, ми вика 16, блок и тоа е. Да. Ја не знам зошто имате потреба да лажете за да останете со некој во контакт, треба да лажете дека имаш 18 години. Денешниве девојчиња во принцип бараат постари, повозрасни мажи затоа што нивна возраст момчињата се феминизирани. Седи у скутка и мама и кај тато до 16 години, значи у скут седи, му се потресуваат за шо го дае со сјаеви се, тоа све е феминизам. Ти не треба да напишуваш ти со 18, бе ти си педофил. Јас имам 25 години, па 18 ми се дозволени. Да, на таа возраст, да. Јас сум уште крцкалче, на млеко мирисам. Да. Ја пример со ако ме фати ќе ме искрцка, ќе ме направи лом. Немам гревотка си, што ќе ти правам. Види каков си кревок невин. Ќе те расипам. Мене жал ми, јас ги сакам моите деца бебо и ти си моје дете. Ќе те расипам, пошто види каков си биличок и невин за мене. Сакаш да се пробаме? Поишто стомак имаш од мене. Па јадам Ја не се давам на 25 годишни. Што мислиш ти со мене, нема лесно да ти биде, да си знаеш. Слабо ми јадиш ти, Затоа би ти може. рекла, не си фаќа таков предвид. Слабо ми јадиш ти, изира, или ќе јадеш и одма во ВЦ. Кажи срце колку јадам. И одма у ВЦ, а? Не, тежок метаболизам имам, туку имам црв унатре. Глисти. Да, не глист, црв. Мозок ти работи. Трушам енергија многу не седам на едно место. Значи не можеш да седиш и да ќутиш да гледаш Не филм. можам. Гледав тоа, поминав серии. А дали можеш да читаш книга? Да, читав и тоа. Се фокусираш моментално? Па да, можам. Сега моментално не, ама читав пора. Јас не можам да се Сега фокусирам. не можам, иначе читав. Јас сакам едно Ти си од младата генерација демонизирана, научена Јас сум демонизиран, на 20 години со нормално ова Јас ова е ако сум читање. демонизиран, сега ќе бегам од овој Усеќам крстот. некој демонизам, ама ќе видиме. Не, јас ако сум демонизиран ќе бегам од крстот. А знаеш дека вампирот бега од крстот. Точно, не и не можат демонизирани луѓе да седат со мене Јас толку можам долго да ти време. го допрам. Зашто да не не? сум демонизиран. Сите сме деца на Господ. Не сум демонизиран. Верувам, шала на страна. Ако си демонизиран,
поише од Ќе 15 фатам, минути ќе те нема нападнам. да... Не, ја ќе почнам да се чешам и да се нервирам. Ќе те фати шуга. И ќе сакам да станам Ќе се и нема да шугосаш. можам да седам, пошто немам живци. А иначе штом седам, добро ми е. Добро. И твоите деца констатираат дека ти треба да одиш на психијатар Да. затоа што ти си ја проверувала у шупак или каде не знам. Да. Добро. Да, нормално дека. Ти си добро, респект за тоа, подобро така отколку да ја оставиш и да не му даеш Може би внимание да. и да спрае Пошто ја после глупости. навлегов во таа агенција и не е мој да зборам, има доста девојчиња што се загрозени што не можат да искочат. Значи тоа е цела организација и да не причаме за тоа. Така да никогаш мора на децата, знаете како, ние им се тресаме, мора некогаш воспитна, мора да има страв, да има страхо почит. Така. Не може сега они ми се мајки на нас, бе, она ли ќе ми кажува на мене, ја те пораснав толкава, ти ќе ми кажуваш на мене. Па мачка. види, кај нас муслиманите сега 5-16 години овие што се девојчина треба кај нас да е невина. Знам, Разбираш, да, па кога да. ќе се маже, треба да И легне кај со нас треба, мажот. сегде треба да е невина, да се разбираме. И кај нас треба, не само кај вас. Ќе треба да легне со мажот па да излезе чесна, ама тие може на некои места се чесни, ама у шупакот Знам, се прават а и пепел. доста, пошто јас работам со жени, 26 години сум со жени, доста има што си прават химена пластика. Не. Химена пластика, да пред сега не знам колку знаат маживе, али има доста што ќе ќе што би рекла ќе се шивне. Химена пластика. Јас како мал јадев како по еден камион ќотек од моите родители. И јас сум јадена. Да, па затоа си станал тоа што си станал, да речеме, си Ја- се научил да ја- водиш кроз животот. Ја на 5-16 години бев пола тален да играв со пиштоли. Сега то не можеш да му го објасниш на младава генерација, затоа ќе ти се смеат као what the fuck, па са има некој фори кринч, минч, what the fuck, Да, тие некои болам, муабети. па ПДФ, па Уште нешто па ги по мрзи да фото. пишуваат, нема проблем, знаеш како пишуваат? НП. Да, Кај си? КД. да, Чекаме да. човек, вие сте написмени Да, прво, да, не да, па не да, знаат да зборат. Они се прават многу, ја многу ги сакам децата, имам доста деца што зборам со нив, што дури имам девојчиња што кога изгубила невиност, мене дошле да ми кажат, отколку на мајките нивни ускрос на мојата работа, ја имав и доста девојчиња што ги гурав. Да речеме на некој тој црн пат, пошто не знам зошто децава за црните работи сви мене ми се отвараат некако. Дали им давам нели простор дека ќе ги разберам, али зборот ми беше дојдов до ниво да сите деца ме сакаат, да сите ги сакам, моите деца не ме сакаат. Тоа е тоа, не можам да коментирам подалеку. Добро, кажи ми се, значи ги проверваш ова она. Да. Ти викат дека Да, треба да одеш на не, за ова за шупакот на Да. психијатар Да, треба да одеш. на психијатар. Добро, и И се договарам таа вечер, значи се договарам со децава да одам да ги видам, пошто не ми е јасно зашто си отишле од кај мене дома. Ме лажат, значи тоа го кажав исто и кај Буки во емисија. Претходната вечер одам. дали ги поддржваше татко му во нивното Да, размислување? максимално, јас имав пуштено и разговори, како таткото им вика, сега ми извините, кажете и дека е курва, кажете и дека е ваква, кажете и дека е таква, поради кој интерес не знам, тоа он си знае, али јас сум дете на Бога, се надевам еден ден све ќе искочи на виделина со тоа што претходно он не ги земаше по 4 месеци децата. Си беа кај мене цело време. И тоа ми се дешава преку ноќ, утре А ден. ти го губиш старателството, така? Не. Не. Уште сум јас старател, да. Уште сум. Значи ти старател. можеш да си ги земеш, него они не сака. Не сакаат, да. Они не Се сакаат. страмат од тебе, вака ти имат, кажемо, се страме. Па на почетокот да. Кога беше она нервниот слом. Да, ма сега мислам дека не, сега се гордеат, пошто сите нивни другарки, пријатели, другари ме обожаваат, јас сум нивни фан. Значи сите деца се горди со мене, сите ги сакам и сега тоа моите деца го гледат, али сега сум им јас лута. Јас сум лута на моите деца. Јас тоа го кажав и јавно. Јас ги сакам сите деца, значи на овој свет, моите деца. Таткото сакал и он ескорт сервис од ќерката. Да, тоа е све, значи тоа е све едно крупче кое што сметам Значи таткото сакал да биде во тој бизнис заедно со ќерките. Па што сватив не сако знам помен. кој го пишува тоа, пошто таткото ги поддржаваше децата со тоа што ја никогаш не сум ги децата, да кажеме, ложала против него, да викам татко ти е ваков, татко ти е. Не дај Боже ќе ми удри некоја кула, утре ќе тркнам кај он ќе ве чува, црн бел татко ви е.
За разлика од него секогаш пробуваше да згази преку нивни грб цело време додека бевме разведени за да ме повреди мене, бидејќи немаше никаков поинаков начин за сето тоа. Така да он ги поддржаваше и тогаш кога ми викнаа мене хоспитализација, таа вечер кај што го снимам јас видеото, дали јас величам на наркоман, јас се справував со 16 психијатри што се вика и со Марица ми дојде со полиција. Направеа све за да ме собарат, за да ме Значи тебе 16 психијатри ти пеа како попови и ожива. Ритко со сите наеднаш разговарав, не знам од кај ми да дојде таа сила, изгледа дека она не сум сгрешила, пошто јас сум голем самокритичар. Дали си лежела во Бардовци? Никогаш, Боже пази, никогаш. А си примала некоја терапија? Никогаш. Никогаш, јас сум здрав, свесен, трезен човек, како што реков, од време на време си сакам 2-3 да има билка. Значи по инсистирање на твоите од дома ти мораше да посетуваш психијатари? Не, вака, ја не посетував, јас одбивав да посетувам психијатар. Меѓутоа, они ме местат мене, децата не ми доаѓаат, јас се јавувам на телефон, ми викаат децата дојди кај тато, пошто ние живееме на 100 метри. И одам јас да ги видам моите деца, и во тој момент, тогаш кога викам да ја, тоа видео, дали јас величам на наркоман, можеби ништо не е посебно, можеби е затоа толку многу специфично, пошто знаеш ли со колкава болка е тоа видео кажано? Мислам ако ме разбираш, брат. Тоа мене не ми се веруваше што ми се деси. Затоа јас се обраќам на сите вас. Луѓе, ми се немам никој, нешто ми се дешава. До вчера бев моите деца се гордеа со мене. Види, нема врска твоите деца што се откажале од тебе, ти си многу постара од нас, ти на сите можеш нас да не бидиш мајка и доста млада генерација те гледа, на кој што можеш да му дадеш памет да ги советуваш. И мислам дека сите тие девојчиња можеш да ги гледаш како свој ги ќерки. Гледам ритко. Можеби некој оние вистинските те напуштиле, но имаш сега многу поќе баш тоа ме држи во живот, на сето околу ова тебе што и ми мислам се дека деси. треба да си се гледаш себе си, еден ден твоите ќерки ќе сватат дека мајката е сево. Се надевам дека ќе многу сватат. пати сум му се наутил на мајка ми, јас и дон денес не зборам со мајка ми, заради некои одредени причини имаше еден дечко, мене тој дечко му незин ми посака смрт на мојот син. Таа пак продолжи со него, ја му се налутив и дон денес му сум лута, ама ја мајка ми да не ја видам во нешто тешко, разбираш? Нормално. Јас сум прв Да. за неја тука. Мислам дека и твоите ќерки ќе сватат еден ден дека се е мајка. Види, јас топрва ќе им требам на моите ќерки и они ќе сватат, меѓутоа како што реков, овој пат за нивните неправилности, јас сум им љута на нив и јас, све додека они не дојдат да ми го објаснат на мене сето тоа зошто ми го направиле, пошто ја, зошто? Што ви направив, што лошо, зашто нема одговор, блокирана од сите страни, не можам да делувам, значи, со TikTok-от уште повеќе. Сега се средуваат работите, али сакам да ти кажам дека поминав тој период низ многу хаос и све ми се нареди и спореди едно по друго. И од тогаш, значи, од кога го објавувам тоа видео, исто после тоа 2 пати се јавувам на ќерка ми да ја видам, да дојде и она ми вика ќе дојде мамо, место она да дојде ми вика полиција и вика мајка ми се заканува, не знам што како прави, значи они правеа све да ме направат мене ненормална, психијатри дојдоа да ме приведат, дури еден ме провоцираше да се степам. Можеби тоа го правеле за да не ги спречиш во нешто што сакаат да го прават. Така, затоа што кај мене има ред и дисциплина, ти што викаш на 15-16 години се проебуваат, да ми простите на израз. Нема ќе си ја средиш собата, зашто да не се ја среди она собата на 16 години, да дреме да се грбави, тоа што викам згрбавена, ќе си ја средиш собата, ќе си ги здиплиш лиштата, ќе да си станеш девојче, искучи си, никој не ти брани, во 12 саат ќе си се вратиш затоа што си малолетна. Кај татко и таму има куќа, рипа, тоа не грижлив, он ќе си легне во 8 саат, они му бегаат од куќа, си прават што сакаат нормална слобода. И тоа е тоа, денешно време децата. Како и да е, ти важно сега имаш нов живот, нов почеток, среќна си. Да, генерално јас сум среќна, да. Колку што знам си во нова врска тука и дечко ти може да дојде